Да, во живо сме и продолжуваме со уште една интересна тема – наградени ученици. И тоа четврто оделенци, и тоа од едно скопско училиште. Лазо Трповски е училиштето, две од целиот клас, заради тоа што целото оделение, односно затоа што многу ќе беа деца овде, немаме за сите буби и микрофони, заедно со еден од професорите кои што се виновници само во наводници за сето она што ним се случуваше на овие четврто оделенци, заедно со своите професори во Берлин. Наградени, летаме со Airbus е нивниот проект. Тука се во студиото Стефан Симовски, професор во училиште, така? Професор по германски јазик. Професор по германски јазик. Ви благодарам за присуството. Инаку не сте прв пат, еднаш имавме можност да чуеме едно девојче кој што исто така имаше одлични резултати и тоа далеку вамо десно, така, Јапонија или така беше на истокот во Јапонија. На истокот во Јапонија, така. Да, тогаш бевме уште под маски. Буквално беа мерките, меѓутоа. Други услови беа. Беа други услови. Фала Богу, сега сме во некои нормални услови, да. Така. До мене како дел од оделението, на четврто оделение кое што ја доби наградата, е една Јана, а тамо до професорот по германски уште една Јана. Оваа се вика Јана Костова, така? Да. А таа Јана Максимовска. Здраво живо и за двете Јани. Здраво. Како сте? Добри. Добри сте? Супер. Ајде сега да ни кажете, професоре, чија беше иницијативата во овие 15 на минути за да им се случи нешто вакво на децата, да се радуваат сите заедно? Иницијативата беше да се учествува на еден ваков натпревар, затоа што на еден екипен натпревар во Германија, затоа што на овој натпревар сме учествувале веќе ова ни 8 учество. Одлично. И имаме освоено 3 награди. Значи ова е трета награда што ја освојуваме на овој натпревар, но прв пат е награда која што е од специјално стручно жири, значи специјална награда од стручно жири. Се работи за моделирање на флотата на Airbus, така беше и темата, летаме со Airbus. Значи темите ги задава организаторот и не секоја година, бидејќи ниту јас, ниту колешката, еве ја поздравуваме. Да ја споминам и колешката, така. Александра Неделковска Петровска. Александра Неделковска Петровска, заедно ниту ние сме моделари, ниту можеме да бидеме моделари бидејќи сме наставници. И надпреварот за жал исто така е ограничен, значи сме да учествуваат само ученици од трето и четврто оделение. Едноставно добивме идеја бидејќи пред некои 8-9 години имавме некоја слична тема каде што исто така освоивме награда. Да. И едноставно добивме идеја со оние авиони кои што летаат од Скопскиот аеродром. Тоа се главно моделите на Airbus, значи флотата како идеја на Визер беше, кои што имаат меѓу другото, бидејќи еден и од организаторите кој што е од делот од тој концернот EADS е Airbus во него вклучен, така што добивме идеја да направиме флотата на Airbus. За жал не успеавме, нели, целосно ние сите авиони кои што летаат од Скопскиот аеродром да ги направиме бидејќи ќе се повторија, но да речеме добар дел од таа флота успеавме да ја направиме со различни техники, со различни модели. Например, овој авион е изработен од стиропор, а другите се од хартија, односно од картон. Да. Добро, сега ќе ги прашам двете Јани, па која сака да ни одговори. Како одеше тоа да правите вакви макети или модели на авиони? Која Јана? Јана, ти или Јана другата? Јана. Па моделиве како ги направивме? Да, како ги правевте, да. Што правевте? Што ви кажаа професорите, наставниците? Ни кажа дека ќе имаме меѓународен натпревар за Airbus авиони и на часот по моделирање ние решивме сите заедно да ги изработиме. Тешко беше, Јана? Па сите заедно кога ги направивме не беше многу тешко. Така. Кој ви помагаше се? Бевте ве однесо на Скопскиот аеродром за да видите какви модели имаат или од фотографии само, професора? Бидејќи немавме можност објективно се одидеме, но децата најголем дел патувале со авиони. Така што немавме, беше период кога беше прилично ладно, распустот беше и беше зима, не можевме баш да се организираме најадекватно за
за да отидеме, бидејќи и таму треба некој нели да ве чека на лице место па да ви покаже. Така што специфичен е но најголем дел од нас и од учениците има патувано со авион, така што и најголем дел од флотата која што лета од Скопскиот аеродром е на Airbus. Така има и Боинзи, но најголем дел е Airbus, така што веќе има јасна представа за што точно се работи. Да. Добра. Ајде, пред да ни продолжите да ни кажувате каков е процесот на изработка, Јана само да ми каже кај сте патувала со авион? Во Швајцарија. Каде во Швајцарија, Јана? Да шета Швајцарија бевте со мама и тато или? Не. Бевме кај едни наши пријатели. И како си помина? Убаво. Убаво? Како беше во авионот? Добро беше? Колку часа патувавте, се сеќаваш? Не? Важно знаеш дека беше убаво. Каде учествуваше ти во ова? Нешто учествуваш или во некој од другите тие модели? Мислам некој од другите. Во другите? За тебе што значи предизвик беше ова? Цело оделение како се радуваше кога ви кажа дека освоивте награда? Викавте? Да, се радувавте? Да. Браво, супер. Дали бевте физички некој од вас отпатува во Берлин или тоа беше само преку како се однесува моделите до таму? Вака моделите за жал не можеме да ги носиме во Берлин и секогаш надпреварот е онлайн. Значи откако постои надпреварот е онлайн. Бидејќи не е можно да се испратат во пакет бидејќи се кршливи најголем дел од моделите, значи тие се фотографираат. Значи работата на часот, сите активности, посебно на учениците и секој од тие модели кои што се изработени, целиот процес нели на изработување. Темите ги задава различно организаторот. Значи една година е тема да речеме воздушен сообраќај, друга тема е вселенски летала и така натаму, но ние две награди имаме баш со цивилно воздухопловство, значи со моделите од цивилно воздухопловство. Има дел од фотографиите и навистина е импресивно кога на овој начин ќе ги натерате децата да или влезат во некој имагинативен свет и да создадат нешта. Кој ви помогна всушност во самиот дел на моделирање? Кога велите ние не сме професори по моделирање, ви помогна некој? Апсолутно, значи апсолутно ни помогна технички, значи она што успеавме да го издвоиме како модел, бидејќи се не е можно да конструирате. Бидејќи немате можност да ги направите. Јас првично имав идеја бидејќи не сум толку компетентен за другите типови на техники, например особено авионот што беше на Јана. На Јана оваа кустова домена, добро. Тој беше, мислам, направен од сосема друга техника, низиниот беше од пластика. Добро, каква техника е модели, бидејќи се работи за екипен надпревар, помагаат значи и други ученици од оделението. Значи имавме логистика, мораме да кажеме, но не физички, Значи имавме логистика технички, бидејќи физички не смееме да имаме логистиката затоа што следува дисквалификација во тој случај. Значи мојата првична замисла беше да се направат моделите од хартија или од картонче, каде што е прилично поедноставно, меѓутоа се одлучија дел од учениците, бидејќи не можете вие да влезете во идејата нивна, они се одлучија некоја потешка техника каде што ние бевме малце со резерва дали тоа ќе успее, бидејќи многу често се случува од хартија да не ви успее. Знаете, дури кога склопувате фигурчиња оние од киндер јајца, па не се да го склопите моделчето. Така што беа доста успешни модели излегоа. И можеби и од таа гледна точка е тоа ценето, тоа што е направено, затоа и вреднувано страна на стручното жири. Да, имаше таму и луѓе кои што навистина беа, да речеме, во тоа 9-члено жири влегува, во чиј скоп влегува и познатиот производител на патнички авиони Airbus. Значи, она 9-члено жири кое што оценувало биле вистинските луѓе кои што треба да кажат дека ова нешто значи или зборува за награда? Значи, апсолутно жирито секоја година е компетентно и во тоа жири, значи, ви влегуваат представници не само наставници, професори, него имате и стручни лица кои што се астрофизичари, имате, да речеме, парламентарци кои што по струка се или инженери или електроинженери и така натаму. Значи самиот овој организаторот кој што го организира целиот надпревар има компетенција во вакво нешто, се работи за Сојузното германско здружение за воздушна и вселенска индустрија.
И тоа во соработка со Министерството за енергетика на Супер. Германија и Како, индустрија. кои се како земји учествуваат? Цела Европа или цел свет? Учествува цел свет. Меѓутоа не знаеме точно Колка бе бројот? колка бе бројот на учесници, бидејќи на веб страната се уште нема нема информација, се уште нема информација. Она што ние го имаме како информација е ако влеземе во финале ние некаде на 15 мај, искрено речено знаевме, односно на 17 мај веќе знаевме дека сме влезени меѓу тие 35 најдобри проекти. Значи вие може да има 3000, 5000, 10.000, но тие 35 влегуваат во финале. Ние веќе имавме информација, меѓутоа и тоа за нас беше успех. Самиот момент ние дури и тоа се израдувавме со колешката да викаме добро е влезени сме во финале. Што ќе биде понатаму не е важно. Добро, и кога беше финалето, кога беше одлуката кои се наградени? Одлуката многу брзо стигна, значи за 2 недели после тоа веќе сега сме на јуни. Веднаш на почетокот на јуни стигна информацијата Само дека сте сме вие наградени како училиште или има уште неколку училишта кои се наградени од светов збор? И би требало да има и други училишта, значи 35-те тие што ќе влезат во финале, најголем дел од нив взимаат награди според тежината. Значи во зависност од тоа, ние знаеме дека најголема конкуренција ќе ни бидат германските училишта. На овој надпревар германските училишта добиваат средства. Значи од државата за вакво нешто. Ние буквално ова го работиме без никаква финансиска поддршка. Значи со години го работиме и на вистина е да бидете рамноправни со нив, успех е да имате еве 3 пати да успеете да освоите награда. Така. Јас знам дека овие две Јани имаат многу трема. Ќе ни кажете ли како се одвиваше или од таа Јана нема толку трема? Јана, каков беше твојот авион? Каков беше вашиот авион? Како бевте поделени другарчињата? Колку авиони изработивте, се сеќаваш? Севкупно имаше изработено 4 авиони од нашето одделение и од другите одделенија имаше уште 3. Уште 3 авиони. Добро. Колку време го правевте вашиот авион? Колку дечиња бевте? 5-6 деца? Повеќе? 10? Па да, повеќе деца правевме авиони. Што правеше Јана? Оваа Јана тука? Кој дел го правеше од авионот? Јана авион правеше од пластика. Од пластика. Од други материјали. Добро, ова е само тука стиропор. Овие ги донесовме бидејќи немавме можност да ги донесеме сите модели комплетно. Да, па и не знаеме николку простор има во студиото. Така што не успеавме се да донесеме од работа. Јана правеше авион, еве ќе каже она, бидејќи комплицирано беше од неколку материјали. Тој најтешкиот не ајпад. Па да, покомплициран прилично беше. Ајде, Јанче, кажи ми како изгледаше твојот авион. Мојот беше изработен од пластика и од малку дрво. Како тоа го правеше? Кој ти помогна? Дечињата во училишта? Да, моите другарчиња и наставнички. Овој наставник или наставничката друга која што И споменавме? наставничката и наставник. И наставникот, да, добро. И за колку време ги изработивте? Се сеќаваш? Па мислам дека за 3 месеци. Охо, па тоа е процес кој што трае. А другарувањето тамо додека изработувавте исто така е убав процес, така? Супер беше. Да. Кој најмногу ти помогна од таа твојата група на дечиња? Да ги кажеме имињата, да ги поздравиме, дека цело одделение кога кажуваме многу време ќе ни треба. Кој беа во твоја група? Не. Не се сеќаваш? Не. Другата Јана, се сеќаваш во твоја група кого да поздравиме? Не знаеш ли ти? Од одделение кои ти се другарчиња што беа во твоја група? Па Не се сеќаваш? Кажете, слободно кажете ги, тие се на матка, сега не гледа. Добро. Моментот се на Ајде, професоре, тогаш кажете ни дел од дечињата да има. Поздрав, кој е ова одделение всушност? Четврто кое? Ова е четврто В, бидејќи најмногу успешни модели имаше од четврто В, а мора да оди како екипен проект. За жал, знаете, има такви ситуации каде што моделите не успеваат. Така е. Значи ни се случувало и претходно и меѓутоа овде имаше најмногу модели кои што беа успешни. Зборуваме, значи меѓу друго, ја не знам дали беа 4 или 6, значи некои од тие модели, еве на пример тој на Јана брзо да речеме се излупи овај горниот дел.
Затоа велам некои страдаат од сонце, од едно од друго, Така. од процес на стоење. Да. И ние веднаш штом ќе биде готов, нели го сликаме и го праќаме. Така. Така што нивните беа модели беа комплетно неуспешни и затоа е и така. Што значи наградата? Само награда вака на која што ќе се радуваме или можеби некое возење до Германија? Шегувам се. Вака најдобрите, значи училишта има опција да одат во Берлин. Меѓутоа пак зависи од буџетот на Airbus. Значи, односно на организацијата, што како и дали можат да ги поканат, нели, од сите тие 35 што влегуваат, колку може да поканат од Берлин. Обично најчесто школите што ги канат се од Германија. Бидејќи За да биде поисплатливо, полесна варијантата да дојде. Предпоставувам Така дека приликите се такви финансиски. Меѓутоа по правило доаѓа, значи наградата е диплома, нели, секој добива индивидуално, потоа се добива летачки трофеј, кој што се уште не е стигнат пратене од Германија, меѓутоа треба време. Некој прилика 2-3 недели да стигне по пошта. Така што е летачки трофеј кој што е за целото одделение и тоа е обично од флотата на Airbus. Одлично. Да речеме стигнува и пишува на него, тој како медал кога освојувате, на него пишува кога сте го освоиле и која година. Супер, да. Знам дека ова училиште Лазар Трповски не е прв пат, нели, на вакви надпревари и добро е кога во тимот има вакви професори или наставници кои што не се откажуваат така лесно од тоа, од можноста да испратат некои вакви теми, модели, моделирање или не знам други тамо песни како беа приказни кои што ги испраќаше. Како Лара беше девојчата? Лара Станчева, трета Лара награда Станчева. имаше на конкурс на Обединети На нации. конкурс на Обединети нации во времето на короната 2019. Баш буквално во времето на короната кога се беше 2021 беше. Така, 21. Буквално бевме под корона мерки. Така што беше во тој период. Во основа јазикот е медиум. Јас сметам дека тој нуди можност за повеќе интердисциплинарни проекти. Така што треба да го користиме. Како можност не зборувам само за Лазо Трповски, зборувам начелно за сите училишта. Така е, да. Ви благодарам, девојки, знам девојчиња всушност, ама ви благодарам, извинете што нели трема секој има од вас кога станува збор за вака во живо медиум, така нели? Ама ти посакувам со ваков еден Airbus да отидеш до Германија, вие да бидете школата од Македонија, всушност што ќе го изберат и класот што ќе патува и тебе, Јана. Важи така? А ако отидете таму да ни се јавите од таму, важи, договорено е така? Да. Да, Јанчи, готово? Спремни сме за летање. Ви благодарам, професоре, ви благодарам две Јани. На поканата. Да. И се надевам дека ова нема да биде последно вакво нешто кое што ќе го направите, па потоа ќе ни дојдете на гости повторно. Нема проблем. Ние се надеваме на убави работи. Ние се надеваме дека ќе имаме успеси во нашата работа, работиме, се трудиме, не секогаш успева. Така. Да имаме, но ете, убаво е кога имате наградата и признание за вашата работа. Така е, да.